Почитувани мои, добар ден. Законот за работни односи за изведба на коридорите 8 и 10Д за 60 часа работна седмица за едните просперитет и заштита, за другите враќање на робовладетелството. Според Законот за работни односи, работодавачот може да побара од работникот да врши прекувремена работа во следниве случаи. Во случај на исклучително зголемување на обемот на работата, ако е потребно продолжување на деловниот или производниот процес, ако е нужно да се отстрани оштетување на средствата за работа, што би предизвикало прекинување на работата, ако е потребно да се обезбеди безбедност на луѓето и иметот, како и безбедноста на прометот, и во други случаи определени со закон или колективен договор. Основната плата на работникот се зголемува по час, најмалку за прекувременна работа 35%, работа ноќе 35%, работа во 3 смени 5%, работа во ден на неделен одмор 50%, и за работа во денови на празници и на работни денови утврдени со закон 50%. Прекувремената работа може да трае најмногу 8 часа во текот на една недела, 32 часа месечно, 190 часа годишно. Во собранието се кршат копија околу измената на законот за должината на работната недела. За едните тоа се 40 часа редовна плюс 20 часа прекувремена работа, а за другите 60 часовна робовска експлоатација. Треба ли да се ограничува прекувремената работа? Тоа е она што сакаме да го слушнеме од вас, тоа е прашањето кое што го поставуваме до вас, а тука и ќе ве потсетам да не заследите и да коментирате, шернувате и лајкнувате секако на Facebook Црвена линија, Twitter Црвена линија, профилот на Телма телевизија и таму е објавена темата, а секако топло препорачувам уште во овој момент да не заследите на Инстаграм. Па заедно со останатите инстаграмџи кои што не следат да го дадете одговорот на денешното анкетно прашање. Па еве и како изгледаме на Инстаграм. На Инстаграм стори, доколку кликнете, еве ќе ве пречека прашањето дали би прифатиле 60 часовна работна недела доколку е добро платена. Имате две опции за одговор. Едната е да, другата не. Кој како одговорил и во проценти изложено, секако резултатите ќе ги соопштиме конкретно во издание на Црвена линија. Па еве сега продолжуваме секако со вас. Правилата се едноставни, до Црвена линија се доаѓа на 02-307-0005. Би рекла, активно работат со овој час од Црвена линија, 5 линии само за вас, а она што навистина сакаме да го слушнеме од вас, треба ли да се ограничува прекувремената работа, па да, и дали би прифатиле и вие 60 часовна работна недела, доколку е добро платена. Добар ден за првиот гледач. Добар ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Дали се слушаме добро? Да, се слушаме. Па кои би биле одговорите на нашите прашања? Дали би прифатиле 60 часовна работна недела доколку е добро плата? Ако се плаќа. Ако се плаќа прекувремено би прифатиле. Сите наши се работат во странство, работат прекувремено за да заработат повеќе. Така? Толку има. Тоа е се што би кажала. Добро, во ред, што ме така, благодарам еве за вашето пред се прво вклучување во Црвена линија, вие го пробивте мразот, но ќе потсетам секој од вас има 90 секунди да секако ги каже своите ставови и образложи особено на темата за која што зборуваме. Па треба ли да се ограничува прекувремената работа според вас и дали еве би работеле и би прифатиле 60 часовна работна недела доколку е добро платена? Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Претерано добро платено. Ја ми се чудам на луѓето како го трпат ова. Нека работат 24 сати, нека не спијат опше. Нека работат. Кој ги зема парите? Овие горе што седат по 2.500 евра по 3. А овие долу вода немаат време да пијат. А камо ли да се одморат, камо ли да спијат? Робови, робоводателство стана.
Абе, па не се криви овие горе што ја водат власта. Криви се сите, ние криви сме сите, што ги трпиме и што ќутиме и што ги оставаме да ја пустоша државава. Па сега кај најдо плен, голем плен, па тамо да ги терат и ноќе да работат, патишта да прават тамо за Албанија. Тоа е срамота ова што се случува со нашиве водачи. А посрамота е голема што народот не сака да се пробуди. А еве доколку бидат добро платени за својата прекувременна работа, дали е тогаш во тој случај проблем? Абе, как по плаќање? Ќе му измислат тие, ќе му платат, те рече, не си изработил тоа, не си направил ова, си седел тамо, не си дошол вамо, ништо нема тоа. Ќе им дадат нешто, некој процентче поголемо. Ќе ги матат тамо, ќе ги лажат. Ова да се прекини. И реков и друг пат, патиштата све да се прекини. Не смее да им се дадат никакви тендери. Без тендер, без договор, без ништо. Благодарам многу. Ќе потсетам, само внимавајте на тајмерот, 90 секунди е време траењето на секој излагање. Продолжуваме секако со вас, верувам дека горе-долу многумина од вас се во работен однос, па и ве како гледаат во однос на бројот на работните часови. Дали би работеле 60 часовна работна недела, доколку она што се работи прекувремено е добро платено? Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте. Добро, Тино, ако врне до 6 недела, како ќе им се плати на работниците? Да ве прашам вас и овие што се бунат тамо, колку ќе работат. Знаете ли колку работат на запад? Па не може така. Ако врне до 6 недела, како ќе им се плати? Јас сум работел во граđевина. Кишно вика тоа време, кишно, значи дождовно времето се плаќа помалку. Ако добро се плати преку времената работа, зошто не би работеле? Зошто? Дали администрацијата работи прекувремено? Од 8 часа, ќе не работат ни 4 часа. Во 8:30 доаѓам цавале на работа, во 14 часот викат не работиме со странки. Има ли логика тука? Дали пратениците, ако дојде до кризна состојба во државата, дали пратениците ќе ги повикаат да се соберат во собрание? Дали штабот за кризни состојби ќе повика? Што е тоа? Не е ли тоа прекувременна работа? Абе не можеме вака да напредуваме. Накане се лажат тие што кажуваат 8 часа. Не работим ни 4 часа во текот на денот. Пише и Така, благодарам многу и вама, Иве, што го споделивте вашиот став со гледачите. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, Тина. Па Иве, дали вие би прифатиле 60 часовна работна недела, доколку е добро платена? Не. Добро. Зошто? Че се работјали, ако се работе во рудни часа, 150% по-скапо на ницата. Ако е радицата 100%, 150 плати. А ова ги лажат, бе. Ова ги лажат. Ако врне дош, треба да работи. А тоа е тоа. Јас мислам тоа е голема катастрофа. Ова да дојде. Не знаат да работат овие. Ови немаат да ги започнат луѓето, те работат, а преработите повеќе. Работите 200 или 3, па работите. Не е тема. Невинена катастрофа. Невинена влада сачимана. Ето, си одат по Сато, се да, си одат жени по Америка, си одат фамилии по Америка, народ, пати, скалеп, да некои да не бъдат прегнени, некари нема, мегатрекарите, кои света права катастрофа, невинена кога ќе јаме тајто. Ето да забере да се ослободиме. Ето ти нероко. Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Ако имаме гледач, секако предност ќе ви дадеме вама, потоа и ќе се префрлиме на Твитерџи и нивните коментари на кои што можете да се надоврзете, да имате спротивен став и така натаму. Добар ден.
Добар ден. Треба ли да се ограничува според вас прековремената работа? Госпожо или господице водителка, теми постојат, емисија постои, влада постои, Република Македонија постои уште, меѓутоа се распаѓа. Се распаѓа за тоа што ние овде што се јавуваме. Се јавуваме повеќе ради реда е ова наше војавување, колку нешто да кажеме. А што и да кажеме, состојбата во Македонија е ептен за никаде, за тоа што ако малку сме посвесни, пореални, помудри, ќе видиме дека владеат со Македонија душманите на Македонија. Дека во Македонија чедото Муртинско ги доведе арнауците да земат власта и да се уништи Македонија. Ајде сега конкретно, кој ќе биде вашиот одговор во однос на тоа дали треба да се ограничува прековремената работа? Не треба да се ограничува. Во цел свет е кажано дека работната недела треба да биде од 5 или 6 дена, ако е 5 по 8, ако е 6 по 7 часа и да се знае колку е. Меѓутоа, овие сега, макар да дозволено е по потреба и оправдано, по потреба да се остане да се заврши некоја работа, бетонажа, асфалтирање или нешто било што е важно, што е процес кој што не трпи прекин. Благодарам многу за јавувањето. Се разбира 90 секунди ќе посетаме време трењето, но ако сакате да добиете нови 90 секунди, секогаш сме отворени, тоа знаете, имаме 5 активни линии, завртете повторно. Ајде да одиме малку со твитерџи пред да вклучиме гледач. Ремонт Редингтон има напишано: кај нас лимитот е 40 часа неделно, а секој час над тоа се плаќаше прековремено. Сега нема да се плаќаат прековремени работни часови и со тоа платата ќе биде помала. Никола Неловски одговорил: не е точно дека нема да се плаќаат прековремени, али ајде да кажеме ќе биде 80 часа работно време и нема да има плата, влезница за на работа ќе се плаќа. Океј, пак работникот одлучува дали ќе го прифати тоа, а во време на недостаток на работници тие диктираат услови. Па треба ли да се ограничува прековремената работа и дали работна недела исполнета со 60 часа работни, се разбира доколку е добро платена, би ја прифатиле? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Цело ме прилет. Јас оваа одлука ја поддржувам, Така? затоа што секаде ја има, да не се правиме дека ја нема. И многу ми е криво што овие приврзаници на одредена партија се многу критизерски настроени. Од причина што премиерот нивни работеше 7-24. За автопато Охрид Кичево не објавија ни тендер, не се знае ни цена, еден денеска не е дозавршен. И уште имаме лице да зборуваме дека овај што направил сега потпишал нешто тајно, нешто неубо, нешто со арамилак и не знам шо. Срамота и греота за оваа наша држава. Со ваков начин, со ваков однос, ние никогаш нема да одиме напред. Затоа што сами себе се нечиме. Толку од мене. Добро, благодарам многу што се вклучивте во денешната дискусија, која што водиме на тема треба ли да се ограничува прековремената работа и дали лично вие можете и да прочитате би прифатиле 60 часовна работна недела доколку е добро платена. Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден, би прифатиле ли вие 60 часовна работна недела доколку е добро платена? Ако сакам да си уништам свој живот, би префатил може 100 часа работни, нели, ама во феудализам, нели, не во посткомунистичка Македонија, така? Нели, се уште има југоносталгија, социјализам, нели, а на власт е таа социјалистичка партија, Титова партија, а воведува суров феудализам. Ако памтите, ограбија фабрики за без пари ги лапнаја и ни воведоја суров феудализам. После 8 септември тие исти. Едно фабриче натворија, се ограбија, се уништија, сменија име, сменија знаме, не предадоја, не сатроја скрб. Јас ке подсетам дека кога зборуваме за одредена тема, тоа редовно го правиме во секој и напоменуваме во секој издание на Црвена линија,
да се држиме до темата. Имаме и конкретни прашања до вас, тоа е она што сакаме да го слушнеме. Меѓу другото ќе потсетиме дека некој можеби и подосна ќе се вклучи, а доколку нели излеземе од темата, односно од шините, слободно ќе кажам, ќе се добие впечаток дека се зборува за нешто сосема друго. А целта е да ја добиеме нели сликата за тоа што мислат граѓаните конкретно на овие две прашања. Па треба ли да се ограничува прековремената работа? Добар ден. Дали се слушаме? Јас ќе напоменам во црвена линија, тоа и почесто се случува, ќе напоменам задолжително да се намали тонот на телевизорот, да зборуваме само преку слушалка и секако не преку интерфон. Добар ден. Дали се слушаме со гледачот? Добро, јас ќе продолжам со твитерџи и уште еднаш ќе напоменам, бидејќи се чувствува дека имаме некого на линија, најверојатно тонот на телевизорот не е намален, така да при вклучувањето ве молам задолжително направете го тоа. Одиме повторно со Реймонд Редингтон, бидејќи тука навистина долга дискусија се разви помеѓу него и Никола Неловски, па издвоивме ве да видите всушност како коментира твитерџи на оваа проблематика. Реймонд напишал: другар, за разлика од Австрија, тука во Северна законите не се почитуваат и затоа работниците бегаат во странство. Никола напишал: се почитува законот на пазарот. Моментално законот на пазарот вели: мајстор без 1000 евра не наоѓаш. Каков сакаш закон донеси, мајстор без 1000 евра не наоѓаш. За 40 часа, ако сакаш 60 да ти работи, ќе ти побара повеќе. Па еве, дали би префатиле вие, и тоа е оно што прашуваме секако на Инстаграм стори анкетата, 60 часовна работна недела, доколку е добро платена? Добар ден. Ало. Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден, дали сум ја во... Да, во црвена линија сте. Ве поздравувам, пред се да ве поздравам. Голем поздрав и до вас секако. Ви благодарам. Вака. Моje размислување е дека системот носи се во своји раце. Ние знаеме, еве, Италија кажа дека во социјализмот заминал, поминал, бил вако, бил онако, меѓутоа како беше најубав систем за мене. Што се однесува до опозицијава, не знаат сами што се предлагаат и што сакаат. Се на маса да им дадеш и риба печена нема да биде вкусна за нив. Менито не знаат какво го бараат во однос на таа. Што фали, се знае дека ограничување имаме 40 часа во месецот. Меѓутоа, да ја ги прашувам во приватни сектори и сегашни работници кои работат малтерџи, гипс картони, кои им води есав колку сати работаат? По 12 сати, ама за тога да ги плача. И овие приватни компании, брзи пошти, дистрибутери, комерцијалисти работаат. Што филозофират опозицијата? Не сакаат да го стопираат проектот, само ништо друго. Друг начин нема за нив. Ајде нека се пушти, нека се работи тој проект, тие коридори. Ни најмал се за нив не важи законот, тие се загрижиле за работникот. Па тие 11 години ги згазија граѓаните на Република Македонија. Сега Ќе подсета, мерете го времето 90 секунди, но и ќе ве охрабрам, се разбира, звонете повторно доколку сакате нови 90 секунди. Добар ден. Ало, Добар ден, во црвена линија сте. добар ден. Телевизорот ми е на нула, јас сум со вас, сега разговарам. Така, одлично се слушаме и тоа ми е драго. Повелете. Вака ве молам. Прекрасно ја водите оваа емисија. Сите емисии ги следам, 2-3 пати имам покушано да ве добијам, меѓутоа сега некако ве добив. Една до вас порака. Ве молам. Дајте тој Тале, нека не кажува многу за комуњарите. Кои беа комуњарите? Тоа што Тале го донесува на овај пат, на овај живот. Зошто сега ми кажува мене комуњарите? Ако мојот Вујко во Прилеп него да го сретнел во тоа време, ќе го направил маскара. Да му кажам на Дане, на Тале. Ајде нас ве молам, што ве молам нас со оглед на тоа што првпат не добивте, ве молам, кажете и ве во однос на она за што зборуваме. Дали сметате дека треба да се ограничува прековремената работа?
Еве, целта на црвена линија е да не омаловажува и навредува било кого, исклучиво да се слушне вашиот глас, што е можно повеќе. Секој навредлив коментар или коментари што водат кон политичка активност ќе бидат прекинати. А јас ќе ве подсетам, јас можам да разберам дека многумина од вас имаат и гнев, може би чувствуваат, но сепак не смееме да дозволиме гневот да преовладува во речникот и во зборовите кои што ги користиме, особено кога се јавуваме во емисија која што е наменета за целата публика. Се разбира она што го бараме вашиот став, видување и верувајте, можете да го искажете сето тоа, па дури кога сте гневни, без да користите погрдни зборови. Не можеме да им забраниме на луѓето да се јавуваат. Тогаш секако сами себе ќе се побиеме однос на тоа дека сме отворени за сите гледачи. Но и оние кои што користат зборови кои што алудираат на насилство, погрдни, навредливи зборови, секако црвена линија не би била црвена линија ако не го прекинеме тоа. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, господјо Тино. Добар ден. Пред се голем плюс за вас. Благодарам многу. Како можете 2 емисии да водите за 2 сати и вие сте голем оратор, говорник? Вие треба во политика да влезете. Па да ја сакав политиката како што ја сакам работата во телевизија, може би се сложила. Тоа е мој предлог. А во однос на работните часови, бидејќи ве ги откривте моите активни пред камери, ако не е тоа единственото. Вака сега. Тино. Ве слушам, продолжете. Да го поздравам господинот Тале од Прилеп. Да го поздравам. И да му кажам колку му плаќаат поповите нему за прековремената работа. Ама нели пред малку напоменавме, ве молам, значи слушајте ги гледачите и се разбира доколку сте гневни, иритирани од она што го искажуваат. Потрудете се тоа да го некако да го сублимирате и се разбира да заборавите и на Тале со оглед на тоа што Тале не е темата, а да ги искористиме минутите во црвена линија да зборуваме за работникот во Македонија, за работните часови со оглед на тоа што работници има многу во Македонија, па сметате ли дека треба да се ограничува прековремената работа? И секако секој од нас, па верувам и вие сте биле во работен однос, сте работеле можеби прековремено, некој можеби не, и дали доколку еве би имале можност да работите 60 часовна работна недела, би ја работеле доколку сте добро платени. Добар ден. Во црвена линија сте. Добар ден, водителски оратору. Еве веќе сте оратор. И така. Јас нема да зборувам ни за Тале, ни за Маре, ни за никој. Обично јас зборувам заради Македонија. А заради Македонија може да зборувам време и време и време. Меѓутоа, ова вашево време што го давате вие е многу малку. Многу е малку за тоа што ова е како еден ручек, место да се ручат 20 минути, вие ќе му дадете на човек чиво лепи порција манџа и ќе речете, ајде ручете за 10 минути тоа да го изедете. Ајде да ги вратиме овие 90 секунди за вас и да ми кажете што сметате за работните часови и состојбата на работникот во Македонија во однос на работните часови. Почитувана водителке, нема што да сметам. Кога гледам дека овие што го прават ова со сила е злонамерно за народот, злонамерно за децата наши македонски, злонамерно за фамилиите што ќе бидат поврзани со тие работници. Се ова злонамерно, ова е злонамерно за да се уништува оваа наша нација. Ова е колонизаторите што од Европа оделе по цел свет и во која држава влегле таму ги убивале немилосрдно домородците. Така и кај на сега е убивање на македонското население преко згоремен работен час, преко не знам што не, преко уценување, преко плачкање на фондовите, преко плачкање на Министерството за финансии. Благодарам за јавувањето и веќе подсетам постојано, нели,
Имате забелешка дека 90 секунди се малку, но толкаво и време траењето на црвена линија, да траевме можеби 2 часа, ќе имавме и подолго време за излагање. Но целта е да слушнеме што е можно повеќе гледачи и морам да забележам дека има гледачи кои што и се покуси од 90 секунди, а секако поентираат со ставот и она што сметаат дека треба да биде кажано за јавност. Добар ден! Добар ден, Македонијо. 6 часа. Слушајте ме сега, да се држиме до темата, ве мола. Никој не може да издржи да работи. Мислам дека треба да биде супермен, па некој да издржи 6 дена по 12 часа да работи. Ако е добро платен, има работници кои што платат, односно тоа што го заработуваат, има мотивација. Не е се во парите. Ќе работи месец-два по 7 ден, по 12 часа на ден, 6 дена за месец-два ќе падне човек и после каде? Па ајде на социјални грижи, ајде по фондови, трошалци, друга работа. Јас сум сигурен дека овие достанат на власт и 20 години да се на власт, километар автопат нема да направат. Километар. Без Скопје се враќам, нели за Прилеп Битола патот, багера го вратија, тие се вратија. Кај се гради? Проект нема. Овие нема шанси, само перат пари не важат. Ништо нема да направат. Не ги бива. Градско Прилеп го блокираја. Дали имате работено прекувремено во својата животна кариера? Дали ви се случило да работите прекувремено? Да, сум бил прва, трета, втора смена, како робови. Работевме во конфекција, како робови бевме. А во Франција се борат за 2 часа с 2 години с големе стаж. Овде кај нас комунисти, грабилисти и феудалци станаја. Поздрав, Македонија. Поздрав, до вас одиме со Баумајстер кој што напиша на Твитер. Еве сега ќе го погледнете и твитот пред да вклучиме гледач. Етако. 41 работен час до 12 часот. Денес. Доста е. Значи, самиот ни открил, барем преку твитов, дека има сработено 41 работен час до 12 часот, односно до пладне. И то само за еден денес. Како и да е, ќе продолжам со вас и ќе подсетиме дека нормално сакаме да дослушнеме доколку еве сте и активни во работен однос. Дали ви се плаќа прековремената работа и дали сметате дека треба да се ограничува прековремената работа? Еве имаме некои кои што сметаат како тале дека продуктивноста ќе се намали, бидејќи некој може да му е мотивација и големата заработувачка, но нема можеби да биде продуктивен доколку работи прекувремено. Но тоа е индивидуално, а како мислите ви, кои се вашите одговори? Тука сме со црвена линија да слушнеме. Добар ден. Здраво. Здраво. Па видели, јас сум одма стриктно да се ограничи, значи можноста да се употреби прекувремена работа. Така? Затоа што овдека не плаќаат газите, ништо од тоа, нити по државни фирми. Јас додека работев во државна фирма во железница, значи кога дојдеше крај месец ќе им кажам, слушајте, ако имате некоја кратка тура да направам, ако не, заборавете на мене. Значи и ми вода евиденција тие таму што беа главни за таа работа, сатнина. И прековремени не правев, поради тоа што сите други што добива прековремени, као добива слободни денови, у саати ќе им ги прерачунат колку имале и слободни денови и ќе се спликам со слободните денови. Еве сакам нешто да ве прашам. Во Финска се воведуваат 4 работни дена поради подобра продуктивност на работникот. Дали нашите пратеници слушнале за тоа според вас, или во Финска е многу ладно или не знаат каде е Финска? Што мислите? Види сега, у Финска према потребите на државата и работното време се дотерува, али ако му треба он да екстра нешто работа се заврши, ќе си работи некои други работени, па ќе воведе смени, а не ги гледам овдека по патиштава. Абе, од забаље кога ќе дојдат уште во 6 сат, кога ќе разбумчат тоа машините, веќе до 6 сат вечерта уште се околу машините. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Одеме и со твитот на Евијан.
колку работодавачи сакаат да плаќаат работни часови кои не ги добиле. Посебно ако се случи со такво решение да се појават 5 до 10 работници. Бинго! И ти остануваш на улица. Пак, болен, неспособен за ново работно место. Без можност за пензија во следните 20 години. Добар ден и за новиот гледач во црвена линија. Добар ден ти, Тина. Добар ден. Сега спомнавте за Финска, дека се намалува работното време. Да. Додека кај нас се зголемува. Не е проблемот дека ќе им се плати, може би и ќе им се плати, него проблемот е во тоа што дали дали човекот може да го издржи тоа. Не верувам дека поготово физичка работа, ајде психичка у канцеларија, може би ќе можеш сат, два плюс, што и сме работеле, да речем, ако има потреба, ќе останеш пола сат. Али физичка работа, тоа не може да биде. А како во парламентот тврдат, и Кузевска, и таа другата, мислам се не е убаво да ги спомнувам, меѓутоа кажуваат ќе им се плати. А дали она незиниот сопруг би го пратила да работи таму или синот, па нека издржи и ќе земе поише пари. Мислам, стварно ова нема никаква логика. Толку сати да издржи, кој може? И тој работник, па стварно сега без парица, секој може би ќе се залажи. Меѓутоа нема да го оствари тоа, не ќе може. Мислам, психички, физички не издржливо е. Така да ова им е пропадната тема. Не знам докаде ќе одат со таков памет. Да е на нивни грб, другачие би размислувале. А вака... Така, благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Продолжете да не следите. Ја спомнавме Финска, ќе споменеме и Кина во време на корона пандемијата. Самите бевме сведоци кога на интернет се појавија видеа во кои што за само неколку дена бе изградени неколку монтажни болници, што значи еве како да се постигне таа ефективност брзо да се сработува, а сепак нели работниците да бидат ефективни, квалитетно да е сработено, но и не штетно по нивната благосостојба. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Да, јас сум еден инвалид, што сум работел не по 60, него и повеќе сати. Така? И ден денеска уште кај нас, уште се работи така, него само тие административците може да работат 40 сата. А за другите се знае, работникот работи и никој не ги контролира. Него ова е фарса на опозицијата дека сака да докаже нешто. А сите во Македонија работат над 60 часа, не 60, него над 60. Бидејќи кај нас нема никој кој ги контролира тие работниците. Толку од мене. Така, благодарам многу и вам за јавувањето. Одиме со уште еден твит. Тетерџи, еве, Сигма напишал, јас сум за 60 работни часови неделно, без разлика на пол. Само радиодифузна такса да нема. Го напишал да няма, ама нели во програма сме, па еве нека биде правилно кажано од моја страна. Значи, она што сакаме да слушнеме секако од вас е треба ли да се ограничува прековремената работа. До сега имавте можност да слушнете што се сметаат гледачите кои што се вклучија. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Дали се слушаме, дали е намален тонот на телевизорот? Добар ден. Добар ден. Ало? Ве слушаме, во црвена линија сте. Ало? Намалете го тонот на телевизорот. Момент, што се намали го тонот? Ете така. Ало? Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Слобода на телефон. Драго ми Од е. Скопје. Ве слушаме, еве,
Кои се вашите Се одговори? јавувам во врска со ова работново време. Добро. Предлогот е многу добар. Работава мора да оди напред, тие коридори да се изградат. Ало? Да, ве слушаме, продолжете. Меѓутоа, со вработениви и све ја представам од овие од 78%, што е зголемена платава, тие 24 часа да работат. Само премиерот да работи пола часовно работно време, пошто стомакот му е повреден, исечен, така се шете и све. Ало? Ве слушаме, продолжете. Викам дека тоа е страшно. Ова е невидена работа и све што се случува и све. Само тие со 78% во првата борбена линија и нема пенали да има. Нема да има додатки на народот, грабеж и се. Ја верувам во оваа влада дека они и пред време ќе го завршат автопатот. Ало? Така, бе, имате уште време, продолжете. Толку би имал за сега и све. Само активирајте ги ако може таа влада и тие и све тие до сега што учествува во овие касканици и све тие во првите борбени линии и нека го завршат. Благодарам многу за јавувањето. Одиме со уште еден твит, Слободан Цобе Митрев напишал. И тоа на 26 април. Доколку не се смени законот за работни часови, работниците нема да работат помалку, туку вишокот часови ќе нема како да им биде исплатен. Ухлебени у кожни фотелји решаваат за судбината и правата на работниците на терен. Иронија. Дозволете им на луѓето да си го наплатат трудот. Добар ден, ако имаме гледач. Имаме. Во црвена линија сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Вака, дали да се ограничи прековремената работа? Не, веднаш ќе кажам. Затоа што со закон е регулирано дека имате право на 8 часовно работно време, 40 часови неделно, окей, сакаш неќеш, тоа ти е. Меѓутоа, во никој случај не треба да се ограничи правото за некој што сака да работи повеќе. Па дали овој народ наш што се јавува и што зборува, знае како се работи во земите кај што одат во странство. Па многу примери има кои што луѓе се решили да работат на 2 работни места, ме разбирате? Так. Тоа е негов избор. Он си знае може ли, не може, се зима дупла плата и многу повисоко од овдека. Значи тоа не треба да се ограничува. И тоа 72 часа, да ви кажам, испадна сега белјата со коридорите. Како да не бидат коридорите? Па ако не се одобри тоа, ќе бидат поскапи тие коридори. Мислам дека на луѓето треба да им се овозможи, поготово во градежништвото. Па добро, пак ќе речем, овие луѓе знаат ли како работат гражевинци? Па тој по временски услови е определен. Цело лето ќе рмба од сабајле до вечер, зимуски ќе мирува, разбирате, ќе одмара. Значи, такви се условите на работа, такви се технолошкиот процес е таков. Според тоа добро се плаќа, луѓето имаат интерес и ќе си работат. Помлади луѓе кои што можат да издржат тоа, ќе си го спроведат. А не сега ние. Благодарам многу за јавувањето и со вашето излагање не случајно го издвоив и овој твит. Слободан Цобе Митрев има напишано: со градежништво се бавтам со децении, и тука и странство. И секаде каде сум бил се работи додека има услови. Сум работел од 7 до 19 и сум си го наплатил трудот. Тука дозволувате да бидете заведени од глупава пропаганда. Работниците сами да решат дали ќе работат 8 или 10 часови. Па треба ли да се ограничува прековремената работа? Да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Најоригинално ќе кажам се вака. Прво вие прочитавте во кој моменти може да се работи, а тоа е услов, значи, работникот да се сложи. И тука завршувам со тоа. И сега ја по професија сум агроном. На времето работев во задруга за производство на овошје во Зелениково. Ние дневно, значи, беревме по од 120 до 250 тона овошје, каде што работниците со 2 збора, дали ќе работиме или не. Меѓутоа тоа се плаќаше
оноку, значи како што во тоа време дозволува законите. Ние фактички работниците дури молеа да работат, да зема повеќе пари. Тие работе исклучиво на бара и на норма да биде, тоа да биде што вика вреднувано. Ние сега, значи, станаме толку лигави, толку да речам нецивилизирани, ни се нуди работа, ја одбиваме. Сакаме пари, неќеме да ги заработиме. Па ја не знам што треба на овој народ да му се каже. Дали треба да свати дека само со работа, со труд и со волја може да се дојде до посакуваната цел. А ние ако вака како што тргнаме, овој вака, некој шајка не одрил, некој фабрика не отвори, па ја не знам што некој направи. Како го коментирате ова што го воведе Финска, бидејќи се и најсрекна земја во светот? Па вака Финска, значи ќе ја земам вака. Тие си имат своји закони, своји услови и нема да кажам ни лошо ни добро. Тие си нашле начин, значи дека треба така да се работи. Така, благодарам многу и веќе потсетам дека во Финска се воведуваат 4 работни дена поради подобра продуктивност на работникот. Одиме секако, продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Што се однесува споредба Финска и Македонија е огромна разлика и во системот, и во економијата, и во работата тина. Така. Финска, знаеме која е Финска, со која економска моќ е и затоа условите се такви какви што се е за работникот. Република Македонија знаеме каква е направена за овие 32 години и што ќе очекуваме за работникот. Зар ќе го ослободиме воопшто да не работи? Еве јас да ви кажам, јас сум работел во 2 компании приватни. И тоа подолг период, па се уште сум жив. Сум спечалил пари и затоа сум остварил. Верувајте, во Бога ви заколнам дека сум работел во 2 компании приватни. Во западноевропските земји има фирми кај што одат да работат луѓе 8 сати работи во една, а во друга фирма одите уште 6 сати да работи, ако сака да заработи. Ако е човекот способен, работен способен, никој не може да го спречи, само треба да му се плати, не да работи он за џабе, како што опозицијата мисли. Што сега со овој договор ќе направат тие да работат и преку време на овие да не им платат. Тоа сака опозицијата. Ви кажав јас, опозицијата не знае што сака. Сака да нанесе катастрофална штета и на овој коридор. И да и ова не се оствари. Кај нив е тоа цел, нема друга, за никого не се загрижени. Ниту пак се загрижуваат тие. Благодарам за јавувањето, а дојде и времето за реклами. По рекламите само тука ќе ве посетам да заследите секако на Facebook Црвена линија, Twitter Црвена линија и профилот на Телма телевизија на Facebook и секако на Instagram, па таму некаде од понеделник активно да кликате и да одговарате на нашите Instagram стори анкети. На денешната Instagram стори анкета еве ги резултатите. На прашањето дали би прифатиле 60 часовна работна недела доколку е добро платена, со да одговорија 32%, со не 68%. А што се однесува до работните часови, ние само ќе го поместиме работниот час на плюс и ваша задача е секако топло препорачувам, особено вие кои што се јавувате и сте дел од Црвена линија семејството, да се ја пробате среќата, особено изнаењето во заврти на Телма. И секако јас сум тука и да ви подкажам и да ве подготвам, се разбира, за да се освои денес право смукалка која што доделува нашиот генерален спонзор. А еве и како ќе помогнам. Забележете го ова прашање. Кој председател на Собранието на Република Македонија го користеше терминот човеци? Што значи кратенката ЗАМП? И кој е основач и прв председател на Република Турција? Негови иницијали се МКА.
Ќе откриеме и уште едно прашање кое што секако ќе ви се падне на тестот Заврти на Тилма, а тоа е со кој сетилен орган распознаваме вкусови. И еве ви дури уште едно пето прашање, а тоа е кое е најбрзото животно на две нозе во светот. Јас ќе станам со моите две нозе, ќе се префрлам најбрзо што можам во мојата канцеларија и ве чекам особено вас од црвена линија. Па зошто да не завртете на Тилма во овој петок и освоите многу вредни награди. Се гледаме.